Вистинска драма се случувала попладне во кај манастирот Трескавецка и Прилеп. Спасени се две туристки од Полска кои што на враќање од манастирот паднале во пресекот Карпа на ден на провалија. Туристките кои што биле сестри биле дел од поголема група која што го посетувала манастирот. На враќање останале зад групата и се загубиле паѓајќи во еден пресек од Карпа. Околу 16 часот, девојките се јавиле на бројот 112 и кон местото веднаш се упатиле Дарко Недановски и Иван Атанасовски, членови доброволци од спелеолошкиот клуб Златоврв од Прилеп, кои што според координатите веднаш ги пронашле девојките и им укажале прва помош. Не бевме во можност да се движиме ниту надолу, ниту да одиме нагоре. Бевме заглавени и премногу исплашени. Повикаваме спасителна служба. И да не бе овие момци, не можам да замислам што можеше да се случи. Инаку Дарко Недановски е основачот на спасителната служба Златоврв од Прилеп, која што за жал денес не функционира. Недановски случај на овие денови на одмор во Прилеп, па можел да интервенира на овој настан, откако и после сите обиди да докаже колку се потребни вакви спасителни служби, ниту општината, ниту државата немаа слух за тоа, па тој мораше поради екзистенција да замине да работи во странство. Ова е навистина уште еден случај каде што се потврдува и среќа што се заврши со среќен крај, каде што се потврдува нашето отсуство на државна спасителна служба. Еве еден пример, еден основен пример како туристи кои што доаѓаат тука во околината на Прилеп и ја посетуваат цела Македонија, организирани во еден автобус, да заглават во Карпите, бидејќи не го познаваат теренот, значи се случила паника и бараат помош од државни институции. Среќа што јас еве и тука тимот кои што сме тука моментално во градот, па можевме брзо да интервенираме и да им помогнеме на овие девојки. Навистина е неодговорно затоа што се уште немаме ваква државна спасителна служба. Нејасно е како државата сака да го развива авантуристичкиот туризам без да има ваков вид на служби. Доста ургиравме и работевме спасителни вежби со сите институции и направивме и план и програма како да имаме тука локален спасителен тим на општина Прилеп кој што ќе биде во функција 24/7 со кризен штаб, со сите ресурси како треба да изгледа тоа. Затоа што ако ние го форсираме овај авантуристички туризам, даунхил байкерите, параглайдерство, планинарење, спелеологија и наистина различни уште многу други аутдорс активности кои што се поврзани со природата, а немаме спасителен тим кој што може да одговори. Наистина ова е срамно затоа што немаме таков тим, а луѓе доаѓаат секојдневно. Двете девојки од Полска, без никакви повреди, освен со помали гребаници, околу 19 часот беа предадени на нивната група која што беше веќе слезена во градот.